Не можам да пропуштам. Почитувана јавност, почитувани медиуми, првично морам да се осврнам на претходниот говорник од редовите на ВМРО ДПМН Врховистичко, валјда. Не, пошто кога гледам како бивши функционери од СДСМ ги боли македонизмот, просто јасно ми е зашо денес гледаме една капитулација на ДПМН Врховистичко со 60. Не мора погласно, него мора да се коригира на употреба на целото име на политичката партија. Може да почнам? Да стигнем? Во 2017 кога се избираше Џафери за спикер, тогаш СДСМ само за споредба имаше 49 пратеници, ДУ имаше 10 пратеници. Сега гледаме како партија која се нарекува дека е последниот бастион во одбрана на македонизмот со 61 пратеници ја дава втората најважна функција на државата во партија која до пред една година беше дел од криминалниот режим на Заев. Повторно се докаже дека ова партија нема капацитет да ги спречи сите антимакедонски процеси од 2001 и натака. Затоа што сето она што ДУИ го доби во претходниот мандат, сега само ќе биде надградено со една косовска платформа која ја представува коалицијата на Вреди. Јас баш би сакала да ме разубедат колегите пратеници со кои критериуми тие решија дека токму Африм Гаши треба да биде спикер и да носи втората функција на ова собрание. Единствено во целиот негов политички ангажман јас што успеав да најдам беше уште во фамозната 2013 година кога ВМРО беше на власт. Африм Гаши беше токму иницијатор за рушењето на споменикот на цар Душан, така да тоа му бе и зачетоците на политичкиот активизам. Во неговата бледа кариера, кога го спасуваше Заев, кога требаше заедно да се руши владата, тој даде дури и условуваше да биде дел од владата, каде повикуваше на директно мешање од надворешни експерти за решавање на судски процеси на нас, судски процеси како Монструм, судски процеси како Алфа, како Диво населје, или можеби колегите пратеници ја дадоа довербата на Африм Гаши, затоа што и тој како и сите останати од коалицијата Вреди, не се чувствуваат комотно кога се пее македонската химна. Јас оно кое што сакам да го кажам и воопшто не дискутирам дали е проблематично тоа што Африм Гаши е албанец. Не, за нас е проблематично затоа што и Африм Гаши, како и претходниците од ДУИ е еден обичен необалист кој ја мрази ова држава, кој не ги почитува символите на ова држава. Африм Гаши беше дел и од самата БЕСА, од самото нејзино основање, кој во нејзиниот статут има редефинирање на државните символи. Во било која нормална европска држава, оваа партија ќе беше прогласена за антидржавен елемент, овие партии ќе беа предмет на безбедносните служби, а ние сега гледаме како токму овие партии кои нудат отворен иредентизам и отворен сеционизам, сега им ја даваме втората неголема функција во државата и за жал колеги пратеници од ВМРО ДПМН не научивте од Груевски дека оваа функција никогаш не треба да се даде на човек надвор од вашата партија. Во однос на идеолошката платформа на коалицијата Вреди, која еве јас чекам пратениците да ме разубедат,
Оно што може да се види е дека ние сега ја заменавме тиранската платформа со косовска платформа. Ако Али Ахмети одеше кај Еди Рама да подпишува декларации, сега ние ќе го имаме Африм Каши и Билал Касами кај Курти како ќе подпишуваат платформа за Македонија да биде трета албанска држава. Вие ги зедовте директно во власт из пардоците на режимот од Дуи. Ние не го пративме Дуи во опозиција, затоа што и сега гледаме како бившите криминални структури кои до вчера се сликаат со Ахмети, сега гледаме како се сликаат со Таравари. Ние гледаме, ако сакате и во Охрид, додека говорите како левица е во некоја коалиција со Дуи, вашиот градоначалник Пецаков не смее да писне пред бандитот Нефи Усеини, кој ја трна плочата на Асном, така да ја